И како што најавивме, еве во еден друг опит да наши гости ќе бидат представниците од детската градинка Наша Инина, директорот на градинките Христина Трпчевска, не случајно директор заради тоа што навистина тоа е одговорна и менаџерска улога. Затоа и директор, и воспитувачот Елеонора Костовска Јовановска, за да не погреша. Ќе говориме за тековните работи во самата градинка, ќе говориме и за воспитно-образовниот процес во градинките и важноста за социјален и културен развој на децата, кога станува збор за децата од претшколска возраст. Добар ден, добро ни дојдовте во емисијата Радио што се гледа. Добар ден. Добре ве најдовме и ви благодариме на поканата. Ќе започнеме со она што го имавте во саботата. Јас така од тука би почнала, баш од воспитниот елемент или со вас ќе започнеме. Темата е поврзана со Играм и споделувам. Еден одличен проект, една одлична можност да децата научат и како преку игра можат да дојдат до одредени сознанија. Што значат ваквите активности за социјализација и развој на децата и малку објаснете ни за проектот? Благодарам. Еве јас да се заблагодарам за поканата и за вашиот интерес пред се да прикажеме пред јавноста се она кое што се случува во текот на еден ден во нашата занимална и нашата работа пред се со децата и сите новини, нели, методи и форми кои ги користиме како позитивна пракса. Настанот Играме и споделуваме беше поддржан од УНИЦЕФ, од нашето ресорно министерство, Министерство за труд и социјална политика. Меѓутоа, тој беше реализиран како еден краен или завршен проект на проект кој некаде започна пред околу 3 години, каде ние воспитувачите бевме повикани со цел да се унапредат и зајакнат нашите компетенции во нашата работа, во нашата секојдневна работа со децата. На тој повик преку Министерство во нашата земја се пријавивме некаде околу 50 воспитувачи, од кои 30 бевме одбрани за понатаму да ја пренесуваме работата кај нашите колеги воспитувачи и на таков начин да се направи една мрежа за споделување на позитивни практики кои можат да дадат многу позитивна рефлексија кај децата, посебно во делот за социо-емоционалното учење или раст и развој кај децата. Ние воспитувачите нели си имаме една своја форма или метод на работа, меѓутоа со овој проект можам да кажам дека нашата работа многу се подобри, сите ние ги осетивме во последниве 3 години, значи ефектите која овај проект ни ги донесе, пред се во работата на себе, а потоа истите тие практики ги пременувавме во занималните. Значи, нас програмата не ни се промени, програмата си остана иста, само едноставно научивме како да ја интегрираме тие практики што се посебно во делот за социо-емоционалното учење кај децата, како да ги интегрираме во нашата програма и така еден друг тек да земи денот во занималната. Како што кажав, ова веќе во нашите занимални се применува некаде околу 2 години кај сите без исклучок воспитувачки и настанот во саботата Играме и споделуваме беше токму покажување и споделување пред родителите и пред пошироката јавност што се случува во еден ден во нашите занимални. Значи како изгледа еден ден во нашите занимални. Верувам дека го погледнавте настанот. Ние проверуваме, има
веќе многу прегледи за многу краток временски рок, одеше во живо. Имавме малку трема за време на снимањето, не секој ден се соочуваме со камера и така натаму. Секако дека ние сме навикнати на една поинаква атмосфера во нашите занимални, интимно, секоја занимална си е како свое семејство. Меѓутоа успеавме и ете уште ја носиме таа позитивна возбуда и задоволство од сето тоа што успеавме да го прикажиме пред јавноста како изгледа еден ден во нашата занимална. За која група станува збор? Која група на деца? Или може тоа да се примени кај сите групи, освен за овие најмалите, се разбира? Да. Без исклучок веќе сите воспитувачки сме обучени оваа рамка да ја ставиме во нашата дневна програмска активност. Ние ја нарекуваме рутина. Значи, многу беше важно на децата да им ја поставиме таа рутина, која е од особено значење кај децата од предучилишна возраст, затоа што таа истата рутина на децата му овозможува предвидливост. Оно што е најзначајно, посебно за емоционалниот развој кај децата. Преку рутината децата учат да ги контролираат своите емоции, затоа што ако едно мало дете знае што се денеска во текот на денот го очекува во занималната, значи знае во точно кое време има појадок, па после појадокот следат вежбите за истегнување на телото, па после вежбите за истегнување на телото седнуваме во така наречен за нас круг на доверба, каде што можеме да споделиме се од претходниот ден, што ни се случило, па потоа одиме со благодарност, благодарноста како техника, посебно во социоемоционалното учење има една таква позитивен ефект кај сите нас кога споделуваме благодарности, кој на кого сме благодарни, зошто сме благодарни и така натаму. Сето тоа дава една предвидливост на настаните кои следат во денот. Па така децата воопшто не се под стрес, значи тие добиваат едно емоционално ослободување од тој стрес кој му овозможува попријатно и поудобно да се чувствуваат тука меѓу нас. Па така и периодот на адаптација многу лесно и многу брзо го поминуваат. И затоа велам дека оваа рамка веќе е поставена во сите возрастни групи, сите воспитувачи без разлика која возрастна група ја имаме, се поставува. И на таков начин децата кога веќе ќе дојдат на возраст пред поаѓање во училиште, веќе си имаат една рутина која понатаму можат да ја прилагодат или да ја надоградуваат па за во училиште и така натаму. И целта на настанот ни беше да ги информираме родителите на каков начин ние успеваме со нивните деца да ја поставиме таа рутина, за и нив да му олесниме во домашни услови, како тие понатаму како родител можат една своја рутина или во услови на своето семејство, најмногу што им одговара, да им ја постават на децата за понатаму да им ја наметнат таа работна обврска за во училиште, која би децата понатаму би ја имале, или било кои обврски кои семејството ќе им ги наметне. Така? Во секој случај една добра можност и родителите да се едуцираат, а и децата да бидат едуцирани или поблиску да бидат до воспитувачите и до градинката како институција да ја запознаат. Ние ќе продолжиме, интересна е темата поврзана родители и деца. Ние секогаш велиме дека родителите се наши сојузници и дека со заеднички сили одиме кон градење на една личност која треба понатаму да одговори на општеството во
вистинска личност. Драго ми е што информиравте дека знаењата се пренесуваат од воспитувач или на воспитувач без разлика на за кои проекти станува збор, и тука ќе ја вклучиме и директорката Христина. Јас би сакала да прашам колку овие проекти ти си беше и воспитувач, беше и менаџер и сега си менаџер на градинките. Колку овие проекти се важни и значајни и колку се применливи во градинките во Прилеп, наша иднина? Овие проекти се од огромно значење за зајакнување на компетенците на сите вработени што се вклучени во воспитно-образовниот процес, исто така за зајакнување на нашите капацитети. Значи, како што претходно кажа мојата колешка Елеонора, во обуките што ги добивме, ние најпрви работевме на себе. Значи, се надоградувавме себе си, за потоа да бидеме способни сето тоа да го примениме во нашите занимални. Од огромно значење се, значи професионалниот развој има голема улога за секој поединец вклучен во воспитно-образовниот процес. Јас силно ги поддржувам и како индивидуа ги поддржувам, бев вклучена досега, меѓутоа планирам и понатаму да бидам вклучена во сите сегменти на професионалниот развој. Колку помага бизнис заедницата, колку помагаат невладиниот сектор во еден развој на градинките, во една можност за подобрување на условите, за подобрување на овие интерактивни настави што ги одржувате? Помага ли општеството и заедницата во сето ова? Да, сме имали во минатото соработка со бизнис секторот, веќе сме во преговори со некои компании и секако дека планираме таа соработка да се прошири, да се продолжи, затоа што се што користиме ние како нагледни помагала, дидактички средства е потрошен материјал, се користи секојдневно и навистина ни треба обновување и дополнување на занималните со нагледни средства и дидактички материјали. И тука ќе ве прашам за инфраструктурата на градинките. Треба ли нешто да се променува? Треба ли да се подобрат условите или условите во градинките на наша иднина се добри? И колку градинки во случај функционираат во рамките на оваа институција? Во моментов, значи, релативно добри се условите. Секој вработен во градинките се залага за домајчинско работење, значи управување со материјалите што се на располагање, меѓутоа во секој момент, како што кажав, дека ние многу имаме потрошен материјал кој што се амортизира со тек на годините и ни треба обновување. Тоа е еден постојан процес што треба да се случува во нашата установа. Во моментот, значи, имаме 4 големи објекти што функционираат, 2 помали, еден е како групи во други просторни услови во состав на Основното училиште Рамполевката и еден во состав на Работничкиот универзитет. Во минатото имавме и во неколку рурални средини отворено групи во други просторни услови. За жал во моментот функционира само групата во други просторни услови во селото Беровци. Од која причина? Заради пандемијата или? Да, заради пандемијата немало интерес од родителите, меѓутоа најголемата причина и најголемиот проблем што во моментов е клучен да бидат затворени неколкуте други градинки, да речам, во руралните средини, е недостатокот на кадар. Затоа ќе пороговориме колку недостига кадар во детските градинки, дали недостига кадар, ќе говориме и за тоа какви се формирани групите, бројот на групите, има ли место, бидејќи секогаш тоа е прашање, има ли место за сместување на моето дете. Јас предлагам тука да видиме дел од ова што вие го работевте со активноста Играме и споделуваме, за да се вратиме стварно на темата која што зашто денес сте гости. Предлагам едно 3-4 минутно видео да видиме дали е вистина она што го дискутиравте и што ни раскажувавте на почетокот на емисијата. Успеавме да си ги ставиме дури во функција на учењето и тоа сето беше поттикнато од самите деца. Значи, тие развиваат интерес за факти поврзани за животните. Вежбите во секоја занимална ни се прикажани со вакви визуелни прикази со цел на децата да им бидат достапни, да им бидат поинтересни, попривлечни, па дури во оној дел од денот кога се чувствуваат дека имаат потреба од вежбање, да можат самите да ги имитираат животните кои се прикажани на сликите.
Понекогаш играме на буквата, кажуваме одредена буквичка, па децата ги прават сите животни што почнуваат на таа буква. Понекогаш играме асоциации, а понекогаш неколку вежбички, правиме една целина, односно ја будиме фантазијата и составуваме некоја приказна и на тој начин денес ќе ви презентираме како си ги правиме вежбите за истегнување. Спремни сте? Може да станиме? Ајде, повелете. Спиеме. Јас мислам дека е време да се расониме, да се истегнеме. Истегни се убаво. Драги родители, повелете слободно, ако сакате може да се вклучите. Ајде уште еднаш. И уште еднаш. О, колку убаво си се расонив. Ајде да се облечеме. Облечете се. Ајде и горе да си ставиме по една блузичка. Да погледнеме низ прозорецот. Изгреало сонцето. Сакате денес да ве носам во зоолошка градина? Ама, во оваа зоолошка градина се патува со авион. Побрзајте да стигнеме на време, за да одиме. Ајде, качете се сега сите во авионот. Поставете го телото. Летаме. Деца, стигнавме. Ама пред нас на улицава има пешачки премин. Да погледнеме налево, да погледнеме надесно и пак налево и пак надесно. Ајде, преминуваме. Може да одиме. Од едната страна на влезот во зоолошката градина има едно дрво листопадно, едно зимзелено и една мала грмушка. Одлично. И од другата страна има листопадно, зимзелено и една мала грмушка. Одлично. Сега мислам прво да го посетиме она животното со долг врат и жолти шарки, кафенки. Ајде, жирафата ја правиме сега. Татко и братче може да биде денес. Добро. Сега сакам да одиме кај она животно што живее во глутница. Кој беше тоа животно? Јас сум волк. Живеам многу. Кога изгрева месечината, го извивам грбчето. Одлично. Ајде да одиме до кај рисот малку да го видиме. Нешто не гледа, може би сака храна. Ама ние ништо не носиме. Се налути, деца. Се налути. Јас догледав едно глувче. Претрча и се скри во дупката. Супер. Сакате да одиме и до кај царот на животните? Ајде да одиме гости, вие немој да се исплашите, оти ние сме многу силни лавови. Дишуваме, ококоруваме очињата. Одлично, нашето време за посета на зоолошката градина заврши, време е да се вратиме назад. Се качуваме на авионот, во авионот влегуваме. Ајде, летаме. Фиу, ви благодарам. Повелете, седнете. Ој. Играме и споделуваме, тоа беше еден мал сегмент од она што беше презентирано во рамките на активноста што ја спроведе детската градинка наша иднина, начин на воспитување, начин на пренесување на емоции, начин на доближување на сето она што може да придонесе за подобар и поквалитетен развој на децата, а велат се учи од мали нозе, нели? Така е. Ние велиме првите 5 се најважни на свет.
се однесува на годините, нели? Првите Јасно. 5. Колку кога станува збор за ваквите активности, ние пред да се вклучиме или еве во текот на емисијата разговараме за тоа, разговаравме и за пандемијата, колку придонесе позитивно или негативно во сиот овој систем кога станува збор за воспитување на децата. Кажавте дека во време на пандемијата се научува нови алатки за воспитување на децата, односно можност да се види што и другите прават, па да биде применливо и кај нас. Па ќе ми биде прашањето, донесе ли нешто пандемијата поинаков елемент, поинаков начин на размислување и воспитување кај децата? За кај децата, може би и не сум компетентна да зборувам. Децата, не верувам дека во предучилишната возраст ја осетија пандемијата, затоа што протоколите нели за предучилишните деца не важеа во однос на носење заштитна маска и така натаму. Меѓутоа да, ние му бевме малку чудни. И после тој период, откако беа затворени градинките и со повторното враќање, наше враќање во занималните, кога мораше да се вратиме во занимална, еве јас би говорела од мое лично искуство, зедов група на деца од 2 до 3 години. Тука, искрено да ви кажам, невозможно беше комплетно да се почитува протоколот, затоа што посебно во периодот на адаптација на децата, самите деца додека ги држевме во раце и додека му ја дававме нели таа поддршка токму во тој период на адаптација, и сакајќи да ги гушниме, сакајќи да му пренесиме позитивна енергија, многу често ни ги повлекуваја нели маските од устата за да не пофатат, за да не допрат, за да некогаш и за да не бакнат, некогаш од нашите образи и солзите нели си ги бришат. Тоа е најважно кај најмалите деца. Меѓутоа, ете, излеговме како победници од целата оваа работа, успеавме да се справиме со сетото. И бидејќи ние работиме со најмалите и мора да бидеме постојано со ведар дух, да бидеме позитивни, да сме нежни, и јас велам дека нема да памтиме ништо од лошото од пандемијата, дека сето тоа некако ќе го оставиме зад нас и одиме напред. Што се однесува до екот на пандемијата или самиот почеток на пандемијата, кога на сите нели ни беше сето тоа ново и додека градинките беа затворени, јас велам дека нели она што не може да те уништи, може би те ојачува на некој поинаков начин. Ние доста работевме, како што кажа и директорката, ние работевме во тие месеци на нашиот професионален развој. Не бевме физички присутни во занималните со децата, меѓутоа ние сите бевме достапни за родителите, за децата. Ние сите некако ни се зајакнаја нашите компетенции во техниката, технологијата, се усовршувавме во тој поглед. Почнавме да користиме нели различни техничко-технолошки алатки преку кои можевме да доприме до нив, за заедно да споделуваме, да ги охрабруваме родителите, затоа што некои од нив мора да признаеме дека имаа и тешки моменти во тие месеци, па на таков начин постојано им бевме поддршка. Им бевме поддршка пред се морална, психолошка и преку различни совети, споделување на активности, значи оно за што ние сме компетентни, на каков начин би можеле да ги анимираат децата, посебно во тие денови нели тешки на карантини, кога не можеше да се излегува од дома и така натаму. Имавме многу успешни и обиди, јас и колешката Маја Ивановска-Крстеска, за снимање на видеолекции, исто на предлог на УНИЦЕФ. Бевме повикани сите воспитувачи
да снимаме видео лекции кои би се прикачиле на јавниот портал најпрвен преку YouTube, а потоа преку Eduino порталот, каде што е наменет за активности нели од далечина за основно образование и за предучилишно образование. На тој портал можат да го посетат и родители, воспитувачи, просветни работници во основните училишта и да ги прегледуваат, да добиваат идеи за активности во дома, во домашни услови, за активности во занималната, во училницата и така натаму. И тоа е тоа, за едно искуство бевме побогати, снимавме видео лекции, ги споделувавме со родителите, постојано бевме тука присутни за сите нив. И нешто веќе сега и се применува во кога веќе децата се секако, во тоа е тоа градинките. што останува Така. нели секогаш како видеозапис. Преку бројноста на деца во градинките, честа тема, често поставувано прашање и има ли можност за работа со децата во групи, бројот на деца, дали се зголемува, се намалува, каков е интересот на родителите, бидејќи секогаш постои интерес кај родителите да ги сместат своите деца во градинка со оглед на тоа што дел од родителите веќе работа, се вратија во фабриките и така натаму. Каква е состојбата кога станува збор за побарувачката на и можноста да дојдат децата во градинка? Ние во моментов имаме запишано 1165 деца. Меѓутоа имаме и една прилично долга листа на чекање од над 300 деца. Со донесувањето на протоколот за работа во детските градинки, ограничен е бројот на деца во групите до 2 години на 15 деца, а над 2 години до 6 години до поаѓање во училиште е ограничен на 25 деца во група. Интерес има и ќе има за згрижување на децата од предучилишна возраст. И јас лично сметам дека секое дете има право и треба да има можност да биде згрижено во детска градинка, затоа што сето тоа што го нуди детската градинка, никој друг не може да му го понуди на детето во предучилишниот живот. Значи, сите активности, сета нежност, сета грижа, сета љубов што ја добиваат децата, социјализацијата е незаменливо со било кои други услови. Ние се трудиме, значи, да му излеземе во пресрет на голем дел од родителите, ама во секој случај имаме дел на кој што не можеме да му излеземе во пресрет, токму заради ограничувањата со протоколите, а од друга страна и сами сме свесни додека немаше протоколи, кога групите беа со многу поголем број на деца, немавме толкав квалитет на работата. Таа е една реална слика, ако имаме поголем број на деца во групата, нашиот квалитет се намалува. Колку и да се трудиме и да се вложуваме, не можеме истото да го постигнеме со 25 деца и со 35. Ќе подлегнете ли на притисоците да ги зголемите бројот на децата во групите? Во моментов, значи, немаме можност да го зголемуваме бројот на децата во групите, затоа што протоколот не ограничува на 25 деца. Меѓутоа сметам и дека и понатаму, доколку би престанале да важат протоколите, треба да балансираме со бројката и да биде само многу мал процент тоа зголемување што ни го дозволува Законот за заштита на деца, токму заради квалитетното предучилишно воспитание и образование. И тука се наметнува прашањето кое што еве неколку години на нас да се провлекува, докаде е изградбата на детската градинка? Ќе придонесе ли таа за сместување барем на овие, рековте 300 деца чекаат на ред, дали таа ќе има можност да примени толкав капацитет? Што ќе донесе новата градинка, дали ќе донесе можност за сместување на сите деца, задоволување на потребите за згрижување на деца во детски градинки? Значи, според моите информации што ги имам добиено од општина Прилеп, градинката во населбата Точила најверојатно ќе се заврши до крајот на јуни месец. И тоа е еден објект со голем капацитет од над 230 деца, што значи дека би останале многу мал процент на деца од предучилишна возраст незгрижени во нашава општина.
Кога рековте че заврши во тој временски период кој што го посочивте, значи ли тоа дека од тогаш ќе почне да работи градинката? Или сигурно за неколку месеци после тоа би требало да почне, затоа што според договорите што се претходно склучени, Министерството за труд и социјална политика треба да ја опреми градинката. Си води веќе постапка Министерството за опремување на градинката, така да сметам дека ако се завршат градежните работи во предвидениот рок, тогаш мислам дека од септември навистина би имале една голема прослава за зголемување на капацитетот. И тука повторно ќе погледнеме едно видео, бидејќи пак да се подсетиме како е да се биде во градинка и како децата учат да се забавуваат, учат да се социјализираат, низ кои алатки, низ кои игри, токму од овој проект кој што беше како последен проект играме и споделуваме или играм и споделувам, нели? Никола? Една техника, односно една алатка, која ќе ни помогне емоционално да се ослободиме. Науката истражувала и докажала дека со стимулација на одредени делови на нашето тело, односно нервни завршетоци, ние можеме емоционално да се опуштиме и да го подготвиме мозочето за учење. Сега на кој начин ние тоа го правиме, ќе ви покажеме со моите другарчиња и тоа го ставивме во функција на играта со цел да им биде интересно, кај децата да буди радост и забава. Спремни сме? Четропкаме? Ајде. Ова се моите мали рачиња, ова се моите мали рачиња, ова е главчето текнувалче, ова е главчето текнувалче, ова се очите гледалчиња, ова се очите гледалчиња, ова се насмеаните обравчиња, ова се насмеаните обравчиња, ова е носето што мириса, ова е носето што мириса, ова е устето што зборува, ова е устето што зборува. Се сакам најмногу на свет, се сакам себе си најмногу на свет. Ги сакам другарчињата убави ко цвет, ги сакам другарчињата убави ко цвет. Ајде да учиме, да се забавуваме, ајде да учиме и да се радуваме. Ви благодарам. Со помош на оваа алатка, децата се пофокусирани и можат многу полесно да влезат во содржините кои што ќе им се нудат следно, односно онаа главна активност која ние планираме за тековниот ден. Сега, кога вашето мозоче е спремно да учи, јас сакам да ви покажам нешто што подготвив денес за вас. Еве. Ова е кујчарка. Добро. Колку кујчарки тета имаме подготвено? Ајде да ги избрајме заедно. Добро, ви благодарам. Точно 2 кујчарки јас гледам овде. А дали се исти овие кујчарки ве што ги гледате? Едно. Кој е црвено, кој е зелено? Аха. Супер, ви благодарам. Сега сакав да ве прашам дали може би на овие кујчарки препознавате некоја геометриска форма? Која геометриска? Која тета? Каде гледаш триаголник, Злато? Аха, во тој дел. Друга некоја формичка? Правоаголник, Јанушки, може да ни покажеш каде гледаш правоаголниче? Супер. О, супер, ви благодарам. Молам, Злати. Аха, одлично. Да ве прашам нешто сега. Сакам, што мислите, што недостасува на овие наши кујчички?
Аха, ми се допаѓа твоето размислување. Друго, значи прозорци, кујња, како тета? ВЦ. Аха. Шо се тие кујња, ВЦ? Шо се тие? Спа, дел од кујчата, ама како поинаку тие ги нарекуваме? Соби, точно. Ни фалат просториите во домот, не можеме да знаеме какви простории имаат овие кујчарки. Сега, јас нешто многу сакам да ви кажам. Јас ги имав спремни сликичките со деловите од овие кујчарки. Ама мене нешто ми се изборичкаја, ми се измешаја, ми испопајджаја и сега си размислував дали ќе бидете љубезни вие да ми помогнете да ги составиме. Ви благодарам. Повелете кај вашите мајки, тие ќе ви помогнат. Да видиме. Одлично! Која просторија тета ја добити тука? Кога ја состави сликичката? Сложувалката, која просторија ти ја покажува? Дневната, одлично. Може да ја поставите во вашата кујчерка да ја залепите? Може. Која просторија ја добити? Да видам. Да. А како знаеш дека е ова спална? Јас мислам о тие купатило. Зошто ти мислиш дека ова е спална соба? Што треба да има во една спална соба, да речеме? Кревет, друго? Бојанче, вие која фотографија? Детска, како препознаваш дека е детска? Мене ми личи на канцеларија ова. Зошто не е канцеларија? Што има во ова просторија? Со помош на мама може да си ја поставите во кујчарката. Повели злато мој. Еве ја кујната. А, не знаеш кај треба да стоја да провериме ваму, да видам дали можам да ти помогнам. Овде горе треба да го ставите купатилото со мама договорено? Или сакаш јас да ти помогнам? Со мама. Оди да ја кажеш. Не вијат. Таму да не има веќе една спална, бидејќи... Да, па супер, вие вашата тогаш наредете ја. Одлично. Леле, колку сте вредни! Леле, колку сте вредни! Зборуваме за детските градинки, зборуваме за професионалниот развој на децата, тука наши гости за оние што сега се вклучуваат да се представниците од институцијата детски градинки наша Инина, воспитувачот Елеонора Костовска-Јовановска и директорката Христина Трпчевска. Кој што ми е драго што денес сте во рамките на емисијата Радио што се гледа, верувам дека ова ќе го прегледаат оние кои што не успеаат да го гледаат сега директно во живо, а зборуваме токму за она што најмногу ги интересира родителите и можноста за поквалитетно воспитување на децата. Ние понатаму ќе разговараме на овие теми, ќе учиме, ќе едуцираме, ќе презентираме се она што го применувате со единствена цел да имаме здрава популација, бидејќи од вас тргнува се. Би прашала состојбата со пандемијата и протоколите за работа со градинките, директорке, како е сега, како треба да се унесуваат децата во градинка? Научија ли веќе родителите и децата како треба да постапуваат? Да, ние ќе подолг период работиме според протокол за работа. Кај нас во занималните децата не носа маски, единствено вработените се задолжени да носа маски, исто така и родителите при носењето и земањето на деца. Протоколот во најголема мера се почитува и од страна на вработените и од страна на родителите. Децата, значи и претходно миењето на раце му беше дел од секојдневниот живот, сега е само малку почесто. Нема некои, да речам, поголеми влијанија врз децата протокол за работа.
Во текот на разговорот ги спомнавме кадровските капацитети и можности. Какви се тие во прилеп во институцијата детска градинки наша Ние во Инина? моментов имаме 153 вработени и имаме 15 на луѓе со договор преку општината, преку разни проекти во соработка со UNDP. И тој ни е навистина еден голем проблем, за да можеме ние да функционираме, да речам, со 100% капацитет, потребни ни се уште повеќе од 10 вработувања на воспитувачи и негователи, 4-5 технички персонал. Се обративме до Министерството за труд и социјална политика, меѓутоа се уште немаме добиено одговор, односно согласност за вработување на потребниот персонал. Општината ни излезе во пресред и по различни основи се вработени неколку лица со договори. Вие од неодамна ја преземате функцијата раководител на детски градинки наша Инина. Се соочувате ли со финансиски тешкоти? Јас сум многу среќна што можам и ова да го споделам. Значи, како институција не се соочувам со финансиски проблем. Претходниот директор оставил прилично голема сума на сопствената сметка и сум многу благодарна за тоа, затоа што и во услови на, да речам, пандемија и светска криза, навистина оставил една прилично висока сума на сметката. Сега блок дотацијата, односно буџетската сметка, имаме намалување за 9 милиони денари во однос на претходната година, ама тоа е нешто што ни го дава буџетот на држава и кај што немаме многу големо влијание и не можеме да делуваме. И кога, бидејќи имате средства, имате можност за развој, зашто прво или приоритетно што е да се потрошат тие средства? Не се разбира не сите, но што е најприоритетно и најважно во овој момент, ако според вашите нашите анализи? приоритети се многу. Во моментов, значи, сме во подготовка на составување на тендерска документација за распишување на оглас за набавка на инвентар во занималните, затоа што, како што рековме, е потрошен материјал, значи најголем дел амортизиран, се користи долги години. Инвентар за занималните, значи тековно секоја година објавуваме тендер за набавка на храна. Тоа е задолжително и основно, да речам, што ни е потребно за функционирање. Понатаму исто планираме да обновиме дел од инвентарот во централната куња, затоа што бројот на децата е прилично голем, се готви за многу деца и имаме потреби за обновување на инвентарот, на машините кои им се на располагање. Во секој случај би сакала во теков на годинава да имаме и набавка за дидактички материјали, нагледни средства, играчки кои би биле во функција на остварување на програмата за рано учење и развој и така натаму. Или вака за крај ќе прашам, задоволни од проектот, колку родителите се задоволни и колку тие соработуваат кога е во прашање воспитувач, дете, родител? Соработуваат ли родителите или пак често доаѓате до одредени, не би рекла проблеми, но можност да начинот на воспитување од дома и начинот на воспитување во градинка е различен? Да, така. Родителите се многу соработливи и јас навистина сум благодарна на сите родители со кои што сум имала можност досега да соработувам, а сум имала повеќе генерации, нели, кои сум ги испратила во годините наназад во училишните клупи. Родителите, да, се соработливи, секогаш нели постојат исклучоци, меѓутоа сметам дека тоа е толку мал процент кој што можеби не е вреден да се спомни. Кога се работи, јас велам дека ние сите сме воспитувачи, меѓутоа прво тргнуваме од улогата на родител. Кога се работи за дете, секако дека најпрвен приоѓаме како родител, а потоа како воспитувач, па кога имаме еден таков пристап, нели, ние воспитувачите кон децата на тие родители кои ги носат во нашите групи, сигурно дека родителите гледаат се гледаат вториот себе во нас, така? Имам премногу позитивни искуства со соработка со родители.
Тоа би било долга листа за набројување, меѓутоа ако смеам да се задржам конкретно на проектот преку кој ја покажавме нашата работа, играме и споделуваме. Кога започна, јас генерацијата во која требаше сето тоа да го имплементирам, генерацијата на деца беа 3-4 години, возраст на деца од 3 до 4 години. И имав одлична прилика, некаде година и пол до стартот на пандемијата, во најубавото време во таа генерација, да речам, пред да ги испратам во училиште, не затекна пандемијата. Со таа група на деца ги имплементирав сите овие техники, алатки, стратегии за емоционално ослободување на децата, за поставување на рутина и за таа социоемоционална подготвеност на децата за понатаму во училиштето. Најпрвин родителите дури и не беа, да речам, на вистински начин подготвени, затоа што очекувавме тогаш во тој момент чекавме насоки преку УНИЦЕФ, преку Министерството, на каков начин ние да ги известиме родителите што се работи во занималната. Родителите сами забележаа на каков начин веќе со практики од 2-3 месеци во занималната, забележаа какви позитивни да речам промени има кај нивните деца, нели? И почнаа сами да прашуваат. Значи, што се случува во вашата занимална, на што се должи оваа промена кај моето дете, нели? Најпрвин секој тргнува со индивидуално прашање. Кога излеговме, најпрвин УНИЦЕФ излезе со писма за известување до родителите, што се работи и од кои причини има потреба да се работи на таков начин со нивните деца. Не можам да ја заборам, да речам, воодушевеноста од страна на тие родители, и ден денеска се многу задоволни од тие практики кои ги применувавме со децата. Потоа настапи пандемијата и кога по пандемијата повторно се вративме во занималната, како што кажав, јас ја зедов оваа група на деца која денес ја имам, меѓутоа тоа беше групата на деца од 2 до 3 години и веќе продолживме нели со истата пракса. Јас сум уверена дека и родителите на оваа генерација на деца, не само моите родители, туку и родителите на сите деца кои моментално се со престој во градинка, ќе бидат повеќе од благодарни. Јас ви посакувам да имате што повеќе проекти за успешно воспитување на нашите деца. Како што кажав, вие сте темелот на воспитувањето и развојот на идните генерации или на генерациите кои што треба да станат возрастни луѓе. Ви посакувам да имате можност да ги примите сите деца во градинките, да се створат услови за да можат да сите деца да го почувствуваат благодетот што го нуди детската градинка. И пред себе благодарам што издвоивте време и бевте дел од емисијата Радио што се гледа. Поканата останува отворена да не бидете секогаш гости кога имате да ни пренесете нешто ново. Ви благодариме. Така и јас ви благодарам уште еднаш за интересот што го покажавте и за повикот денес да бидеме ваши гости. Благодарам. Сини очи има Јана, сини трепки нема мана, гласна птица има Тања, како зрна гази сања, а што има супер перче, невидено едно верче, а јас имам проблем страшен, збунецу ми вџашен. Можно ли да е можен мојот проблем толку сложен? Во моите очи Тања, еј Јана, еј Сања, нема толку бесно перче, но пострашно е од верче. Тања не е пчла важна, нема
iskrenost lažna. A što ima super perče, nevideno jedno verče, a ja si imam problem strašen, zbudet su mi vđaše, ne se pravi, ne pecka, peckaš li, ke te pecka, bel te čiš li, ke te sepne, što ne znaješ, ke ti šepne, ne se pravi, ne te recka, ja peckaš li, ke te pecka, bel te čiš li, ke te sepne, što ne znaješ, šep, šep, šepne. Sini oči ima Jana, sini trepki nema mana, vlasna ptica ima Tanja, kako zrna gazi Sanja. A što ima super perče, nevideno jedno verče, a ja si imam problem strašen, zbudet su mi vđaše, ne se pravi, ne te recka, ja peckaš li, ke te pecka, pel te čiš li, ke te sepne, što ne znaješ, ke ti šepne, ne se pravi, ne te recka, ja peckaš li, ke te pecka, pel te čiš li, ke te sepne, što ne znaješ, šep, šep, šep. Поврзи се, слушај Радиопела на www.radiopela.mk. Radiopela@gmail.com. Опуштено со Радиопела. Опуштено со Радиопела. Ние ќе ви пронајдеме нови муштерии за вашите рачни декорации, кетеринг услуга, изработка на кифлички сладки торти. Преку радиото што се гледа со прилагодени цени, кон освојување на нов пазар. Гратис реклама една недела за месечен договор 075 235 666